Спасе го има следното прашање. И вели каков тип на исхрана и продукти ќе помогнат за регулирање на висок крвен притисок. Спасе повторно не постои тоа. Висок крвен притисок, многу е жалосно што во денешни услови дури луѓе земаат превентивно апчиња. Заборив само како се викаат тие кои што се најонака застапени, и многу луѓе користат таблети за превентивно да не се покачи притисокот. А никој не зема во предвид дека превентивно треба да го смени начинот на живот за да не дојде до покачување на крвниот притисок. Тоа ви е буквално како дома да инсталирате противпожарен систем и да ви е пуштен константно, тоа значи константно да врне во вашиот дом за секој случај да не настане пожар. И многу често луѓето буквално така и живееме во секојдневието. Да ја превентивно да си земам некакви апченца, да си земам додатоци во исхрана, ќе си пијам витамини, ќе се пијам минерали, еднонутритивни, шумечи, вакви такви, за да си ги перам гревовите и да не превземам одговорност дека треба малку потемелно да пристапам во менувањето на навиките и мојата исхрана. И затоа овде немам да ти дадам друг совет, освен да ја смениш исхраната. Број 1 ризик за покачен крвен притисок ти е вишокот на килажа. Разговарав, ова баш ми беше фасцинантно со еден мој пријател кој што е на студии во Ниш за кардиологија, ако не се лажам. И Драган кажуваше дека кога во телото ќе се создаде 1 килограм, значи 1 килограм на нови масти, тоа значи дека се создаваат нови масни клетки. И нашето срце, бидејќи задачата му е да обслужи, да донесе крв до секоја една клетка, нашето срце треба да изгради нова 3 километарска инфраструктура од капилари, односно од крвни садови, се со цел да допре до секоја наша масна клетка, која што е нова инфраструктура во телото. И при тоа, замисли ти кога ќе имаш 10 килограми вишок. Тоа значи дека во телото ќе се изградат нови 30 километри кардиоваскуларна мрежа. Замисли која ќе има 20 кила вишок, тоа се 60 километри. И нормално е дека срцето, за да обслужи таа нова километража и инфраструктура, ќе удри посилно за да стигне до секоја клетка. И така се создава најчесто висок крвен притисок. И превентивата и покривањето на симптомите не е никогаш решение, затоа што ти ќе го имаш високиот крвен притисок, само нема можеби ќе го превенираш, ќе ги превенираш симптомите, но тоа ќе повлекува други проблеми. Не се решава така проблем. Затоа не би ти кажал никаков совет или продукт, туку би ти го кажал оно што константно го кажувам, да воведеш поедок во првиот пола сат до саат од будење, да воведеш редовност на 3-4 часа оброци, да пиеш доволно вода, да имаш некаква физичка активност, барем макар пешачење, и да на тој начин да си помогнеш да не дојде до проблем, затоа што премногу често луѓето само се фокусираме како да го решам проблемот, а не гледаме како да не се создаде. Имено еве, и ова ни е многу добар учител со моменталната ситуација, затоа што премногу здраво за готово ги земаме луѓето работите и некогаш не размислуваме дека може да се случи нешто кое што ќе ни ги испроблематизира работите и квалитетот на живење.